Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советниците од Социјалдемократскиот сојуз денес подржаа пресконференција, реагирајќи по одредени точки кои ќе се најдат на утрешната редовна седница на Советот на општина Прилеп. Јубилејниот караван на Црвениот крст на Македонија по повод 80 години од постоењето се наоѓа во Прилеп. Оваа сабота превентивни прегледи за мерење на очен притисок во болница. Утре вечер во ликовната галерија на Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена изложбата Мотиви од Хераклеја. Времето денеска сончево, со мала до умерена облачност и температура до 20 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Утре Советот на општина Прилеп ќе одржи својата редовна седница, која покрај годишната сметка на буџетот на општина Прилеп за 2024 година, на дневен ред ќе се најде и предлог одлуката за измена на распоредот на средства на буџетот на општина Прилеп за 2025 година. По тој повод, советниците од опозицијата одржаа пресконференција и го истакнаа својот став и мислење по овие точки. Стеровска и ДПМНЕ за утре закажаа седница, на која советниците во неколку часови треба да ги разгледаат и да дискутираат за годишните сметки на општина Прилеп, на јавните комунални предпријатија, јавната установа детска градинка, домот за стари лица, како и на сите основни и средни училишта од општина Прилеп. Или севкупно 30 точки од дневниот ред со преку 1000 страници материјал во кој е прикажан целиот недомајхинлак и сета неспособност на општинската власт на ДПМНЕ. И сето тоа со една единствена цел – да ги прикријат срамните и поразителни факти за огромните загуби на сите, ама баш на сите прилепски комунални предпријатија. Под слоганот "Ние гледаме луѓе", Црвениот крст на Македонија во Прилеп е одбележа 80 годишнината од основањето. Јубилејниот караван на Црвениот крст посети и други градови на Македонија. Што значи постоењето и делувањето на Црвениот крст? Можеме да се пофалиме со голем број на хумани граѓани, крводарители. Задоволува и фактот што секоја година се зголемува бројот на млади крводарители, односно ние викаме на прво дарување, крводарители кои што за прв пат даруваат крв. Пред се во нашиот град волонтираат околу 50 волонтери, од кои што голем број се активни волонтери, учествуваат во многу различни активности кои што се дел од клубот на млади. Најчесто се организираат некои хуманитарни активности, како што се дел од Црвениот крст, кои што логично помагаат при некои непогоди или пак помош онаму каде што е најпотребно.
Утре вечер во ликовната галерија на Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена изложба Мотиви од Хераклеја од битолскиот уметник Панде Петревски. Сликите на Панде Петревски полни се со интимност, спокој, благост, со чуден спој на светлината и оцијај од минатото. Слики кои победуваат носталгични чувства на вечното Пантареј. Со изложбата, Центарот за култура ја започнува реализацијата на годинашната обемна програма од областа на визуелната уметност, поддржана од Министерството за култура и туризам. Во периодот од 12 до 19 март секоја година се одбележува Светската недела за борба против глауком, што представува заболување на покачен очен притисок, кое доколку не се лекува може да доведе до неповратно и комплетно губење на видот. Во рамките на одбележувањето, Службата за заштита на видот при јавната здравствена установа Општа болница Прилеп со проширена дејност и годинава ќе организира бесплатни прегледи за мерење на очниот притисок за популацијата постара од 45 години. Прегледите ќе се одвиваат во просториите на очната амбуланта во болницата во Слушавте период од Пелагониска 9 до 12 хроника, часот. продукција Радио Пела, март 2025 година. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и нестабилно со локални врнежи од дожд и грмежи. Температурата во Прилеп изнесуваше 20 степени Целзиусови. Временска прогноза.